Ние сме Младински образовен форум и тука сме на улица Македонија за да собираме потписи да направиме петиција за екстерното тестирање да биде прогласено за пилот тестирање, односно оценките што се од екстерното тестирање да не влијаат врз просекот на учениците, бидејќи како што видовме оваа година многу голем процент од децата многу им штетеше на нивниот просек и според тие многу недостатоци што ги имаше оваа година со прекршување на закони, како на пример требаше 7 дена пред тестирањето да ни биде кажано кои предмети ние ги треба да ги полагаме. Не ни беа 7 дена, ни беа 4 дена претходно кажани, значи првиот закон е прекршен. Исто така беа пробиени тестовите, можеше да се препишува, никој не ги бркаше од екстерно додека прават галама во училница, значи целиот систем не беше толку добар направен за да успее кај нас во Македонија. Од кога е започната петицијата, на колку места низ Скопје во моментов има штандови и низ Македонија и дали до сега ни идовте на некакви препреки? Значи, тука сме од вчера попладнето и ќе трае 10 дена со се вчера, значи вчера, денес и уште 8 дена ќе собираме потписи. Во Скопје имаме денес тука, значи, на улица Македонија, пред Јосип Броз Тито во гимназијата, пред Орце Николов гимназијата и во парк, меѓутоа во четврток има и пред Корчагин гимназијата исто така. Значи вчера бевме поставени на плоштад, меѓутоа дојде еден представник од комуналната инспекција на град Скопје и ни кажа да се поместиме, меѓутоа тој се потпиша на петицијата која ја собираме и не остави да седиме тука. Меѓутоа денес дојдоа двајца кои ни избркаа од плоштад бидејќи сме немале дозвола, но ние им покажавме дека според член 21 ние имаме дозвола мирно со наши материјали на мирни протести да излеземе или да собираме потписи за петиција, меѓутоа тоа ние ни го признаа они и ни кажаа да дојдеме на улица Македонија, бидејќи улица Македонија е под општина центар, а плоштадот е по град Скопје.